Да чекаме ли? Ајде. Ќе почекаме малце. Може да почнеме, значи? Таму најавата ќе биде. Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги новинари, добро дојдовте на денешната редовна пресконференција во владата на Република Северна Македонија. Денес ќе ви информираме за точките, заклучоците донесени на вчерашната владина седница 137 поред. Како што веќе ви информиравме со соопштението испратено вчера, владата на вчерашната седница го усвои предлог законот за попис на населението. Повеќе во врска со законот усвоен вчера ќе ви информирам директорот на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симовски. Повелете директор. Дерувар прват суст медија, дерувар колег газетар, миса Ердана Кеверина Република с Македонија со вериот, конференција регулт прштип, доти нјофтеме конклюзата цилат ишин Лапо усолена таки ми надјешем намредена дјешме Кеверис Република с Македониса нетшинт 30 штат амерад. А што да сичи информувам на комтесен или шуар пасанца с Кеверис Република с Македониса вериот се намредена дјешме Кеверија камератуара да пропозим лиџин пр регистрим популсис. Мшум пр пропозим лиџин пр регистрим доти нјефтој директори и ентит штетровото статистикас зоти Апостол Симовски. Повелете директора. Почитувани представници на медиумите, дозволете да ве запознам накратко со содржината на овој закон и претходно за потребата од носењето на овој закон. Република Северна Македонија веќе 16 години е без податоци од попис. Потребата од спроведување на ваква статистичка операција е очигледна секојдневно. Ниту една одлука, ниту еден план развој, ниту една деловна одлука не може да се донесе без информации. Основните информации за целокупната територија на земјата и на најситните нејзини елементи се произлегуваат од пописот. Од тука неминовно се наметна потребата да се организира нов попис во Република Северна Македонија и еве веќе после еден подолг подготвителен период доаѓаме до фазата на носењето на законот за пописот кој што ќе се дефинира и целокупната ова операција. Законот за пописот на населението, домакинствата и становите има за намера да ги дефинира сите чекори кои што се преземаат во спроведувањето на оваа статистичка операција. Она што е многу важно, ова операција согласно овој закон ќе биде исклучително статистичка операција. Значи строго професионална операција спроведена од Државниот завод за статистика како овластен носител на статистички истражувања. За разлика од претходните пописи, овој попис ќе има неколку новини. Главната новина е што ќе се спроведува со така наречен комбиниран метод, нешто што досега не било пракса во Република Северна Македонија, а било пракса во други земји во светот. Овој метод подразбира истовремено попишување на терен, што е класичен метод интервју лице во лице, но и користење на податоци од регистри, односно бази на податоци кои што се наоѓаат во државата. Ваквиот метод овозможува многу побрзо прибирање на податоците, но истовремено и многу поквалитетни податоци од пописот. Втората голема разлика од претходните пописи е што овој попис ќе се спроведе со електронски прашалници. Значи нема повеќе да има хартијани прашалници, туку ќе се спроведе со електронски прашалник со користење на IT технологија, односно лаптопи. Понатаму, со овој попис ќе се собираат податоци за географските карактеристики на населението, за демографските карактеристики на населението, економските, образовните, миграционите, етничко-културолошките и религиозните карактеристики и карактеристики посветени на лицата со посебни потреби. Покрај податоците за лица, како единици на попис, ќе се собираат податоци и за домакинствата и семејствата, како и за становите и зградите во кои што се наоѓаат становите во Република Северна Македонија.
Пописот ќе се организира на начин што целокупната територија на Републиката ќе биде поделена на 45 пописни райони, во кои што ќе се формираат така наречени регионални пописни комисии, кои имаат функција да овозможат логистика на целокупната операција. Во оваа операција ќе учествуваат околу 6000 лица. Не можеме точно да дефинираме бројката, бидејќи таа зависи од многу фактори, меѓутоа некаде околу 5000 попишувачи, кои што лично ќе го спроведат пописот, околу 500 районски инструктори и околу 200 државни инструктори и членови на комисиите, остатокот до околу 6000 лица. Пописот, за разлика од претходниот попис, кој што за жал не успеа, ќе ги опфаќа сите лица како единици на попис, значи вклучувајќи ги лицата кои се присутни во земјата, но и лицата кои што се отсутни од државата. Со тоа што цело време ќе се почитуваат сите стандарди пропишани од страна на Статистичката служба на Обединетите нации и на Евростат, категориите на населението, дефинирањето на тие категории и слично. И тука нема да има никакво отстапување. Можноста за попишувањето на лицата кои што се наоѓаат надвор од земјата ќе биде малку поспецифична. Ќе овозможиме претходно, месец дена пред пописот и за време трајањето на пописот, да се само попишат на посебна веб апликација, каде што ќе можеме лично да собереме податоци од овие лица. Исто така, со законот е предвидена можност за оние лица кои што евентуално нема да се само попишат, податоци се дадат лица кои што најдобро ги познаваат овие лица, со тоа што ќе мора да се обезбеди единствениот матичен број на лицето кое што се попишува, но ќе даде податок ваков исти и лицето кое што ги дава податоците, заради обезбедување на веродостојност на податоците од пописот. Она што исто така е карактеристично за овој попис, што ќе се врши цело време, односно во текот на трајањето на оваа операција, апликативното решение кое што ќе се користи со пописот ќе овозможува комплетна контрола на логичките недоследности. Ова подразбира дека не може уште за време на попишувањето да се пополни неквалитетен прашалник. Значи секаде кај што и евентуалната техничка грешка ќе се направи, апликативното решение ќе покаже дека има грешка и ќе мора самиот попишуваш на лице место од страна на лицето кој што ги дава податоците добие квалитетен одговор. Ваквата можност подразбира прво многу подобар квалитет на податоците од пописот, бидејќи нема отпосле да се прават контроли, при што немаме можност да ги консултираме лицата кои што даваат податоци, и оно што е многу важно, дава можност за многу брзо добивање на конечни податоци. Иако тоа не е содржано во законот, согласно нашиот оперативен план, очекуваме најдоцна за 6 месеци по спроведувањето на пописот да имаме конечни резултати. Се надам дека ќе ги имаме и побрзо, меѓутоа ова е рокот до кој што ние како институција сме го поставиле да мораме да излеземе со конечни податоци. Пописот е скапа операција, се ангажираат многу лица, трае релативно долго време и согласно сите пресметки и буџетот кој што ни е одобрен ќе чини околу 8,5 милиони евра. Со тоа што дел од овие средства се трошат во оваа година, бидејќи треба да се подготви тоа апликативно решение, треба да се набави опрема која што ќе се користи во пописот, истата да се инсталира за да може на денот на тргнување на спроведување на оваа активност да се биде подготвено. Пописот ќе се спроведе во период од 1 до 21 април 2020 година. Значи ќе трае 3 недели спроведувањето, со тоа што ќе имаме и една недела за можни евентуални дополнителни проверки кои што не би сакале, меѓутоа може да произлезат при самото попишување. Велам, можноста за консултација на базите на податоци ќе ни даде многу поголем квалитет, бидејќи сите податоци содржани во овие бази се документирани. Тоа не го гарантира и квалитетот и автоматски го гарантира и квалитетот на податокот кој што ќе произлезе од пописот. Во принцип, тоа оно што го содржи овој закон се разбира се, тоа е
содржано согласно сите стандарди и процедури на подготовка на закон. Благодарам, директора. Повикувам да се обрати заменик директорот, господинот Зира Падеми, и после ќе може да поставувате прашања. Да, ќе биде тука директорот, ќе може да поставувате прашања. Да. Повели заменик директор Ордан. Почитувани медиуми, почитувани новинари, како што ве е познато, вчера владата на Република Северна Македонија го донесе предлог закона за попис на населението и становите. Институтот и Завод за статистика ќе биде главниот носител на ова операција, која што е една од најзначајните операции во нашата држава. Ние сме сведоци за недостаток на подетација од регистрација и од пописи и драго ми е што ние како држава ќе излеземе од картата на земите кој што еден подолг временски период немале попис. Пописот на населението, домакинствата и становите ќе се врши од 1 до 21 април 2020 година, при што ќе биде употребена двојниот попис, значи кој што ќе дадат вистински резултати, ќе се искористат регистрите, централниот регистар во Министерството од Пензискиот фонд, од Министерството за јавна администрација, од Министерството за образование. Текстот на законот предвидува да се вклучат сите државјани на Република Северна Македонија кои што имаат престој во Република Северна Македонија, без оглед дали во моментот на пописот се наоѓаат на територијата на државата или пак надвор државата. За граѓаните кои што живеат надвор од државата, како што спомна и директорот, ќе има две можности за попис со само попишување и пополнување на веб апликацијата, кое што ќе биде, се разбира, активно од 1 марта и до крајот на пописниот рок, и се разбира, од истото може да го направат ако не се во државата и блиски луѓе, роднини на човекот, на особата која што треба да се попише и да даде соодветни податоци за лицето што треба да се попише. Се разбира, ќе се искористат сите можни меѓународни стандарди на Обединените нации, на Евростатот, и се разбира, мислиме дека пописот ќе биде исполнет комплетно според сите меѓународни спогодби, документи. Се разбира дека ќе се вклучат сите они карактеристики кои што треба да бидат дел од еден општ попис на население. Се разбира, целата држава ќе се подели на 45 региони за попис. Се разбира, во сите овие региони ќе се изврши пописот, како што спомна и директорот, ќе се ангажираат околу 6.000 лица, вклучувајќи ги и попишувачите, регионалните, државните инструктори. И на крајот сакам да нагласам дека ние сме како Завод за статистика планираме резултатите да бидат објавени најдосна 6 месеци по завршувањето на пописот. Ви благодарам многу. Bună ziua! Mirpo, посвящение. Para zgjedhja aplikativi do të
sinjalizon se ky person tani më është regjistruar. Mundësia për regjistrim të dy fisht apo më shumë është i pranishëm gjithmonë. Добро. Бидејќи се идеме и во живо, ги молам колегите дали е надминат проблемот и дали можеме да продолжиме? Дали можеме да продолжиме, да молам? Директор, уште еднаш ве молам да го повторите одговорот на прашањето на колешка. А може? Повелете, директор. Благодарам. Значи, можноста за двојно или повеќе кратно препишување секогаш е присутна. За да се избегне ваквата можност, во пописот е вклучен како белег и единствениот матичен број на граѓанинот. Согласно овој белег, секое повеќе кратно попишување се регистрира. Апликативното решение не дозволува некој лице два пати да биде попишано. Ако веќе е попишано, веднаш ќе сугерира на попишувачот дека тоа лице е попишано и дека нема потреба за него да прибира податоци. И ова не е случај само за лицата кои што се надвор, значи било кое лице може да се попише и по повеќе пати. Студенти кои што студираат на друго место, нивните домаќинства се на друго место, може да дадат податоци и лично, може да даде некој друг во нивно име. Значи, можноста за двојно или повеќе кратно попишување е елиминирана во секој случај. Повелете, колешка. Може ли малку подетално да ни објасните како ќе се одвива пописот во диаспората? На кој начин таму ќе се врши? Преку електронската апликација или како? Значи, класичен попис во диаспората нема да има. На секој лице кое што е надвор од државата, ќе има можност да се попише преку посебната веб апликација, значи електронски, така наречен КАВИ метод, со предходно најава во оваа апликација. Оваа најава предходна е за да не може некој да злоупотреби во туѓо име можност некој да биде попишан. Инаку класично попишување надвор од државата нема да има. Продолжуваме, колегата Кавија. Што е со графата за етничка припадност, ќе има ли воопшто, како ќе се попишуваат? Кога ги набројува карактеристиките, спомнав дека ќе има и етничко-културолошки и религиозни карактеристики. Значи ќе го има овој податок во пописот. Исто како и предходните. Микрофонот да молам, повелете. Не, ќе ви информирам за заклучоци, за други заклучоци од вчерашната владина седница, да. Ако нема прашање, директорот ви благодарам, заменик директор ви благодарам за присуството. Благодариме за можноста. Ние може да продолжиме, да ви информираме кратко и за некои други заклучоци, донесени на вчерашната владина седница. На вчерашната 137 седница, владата на Република Северна Македонија го утврди предлог законот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион и донесе одлука тој да биде доставен за усвојување во Собранието на Република Северна Македонија. Во предлогот на законот за управување со природно-културното наследство во Охридскиот регион се имплементирани обврските што произлегуваат од Конвенцијата за заштита
на светското културно природно наследство на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура и се создават формално правни предуслови преку интегрирано управување со природно и културното наследство да се спречат активности кои негативно влијаат врз исклучителните универзални вредности на природната и културното наследство во Охридскиот регион, како и да се преземат мерки за негово активно вклучување во животот на заедницата како фактор на одржливиот развој. Владата на Република Северна Македонија посветено работеше на донесувањето на овој закон и на седница беше нагласено управувањето дека со новиот состав на Советот за следење на координација на управување со природно и културното наследство во Охридскиот регион ќе се зголемат капацитетите за ефективно управување со природното и културното наследство во овој регион. До донесување на планот времено се прекинуваат постапките за издавање одобрение за градење и постапките за вклопување на бесправно изградените објекти и времено се прекинуваат постапките за изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документации, како и постапување по донесените урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документации. Овие активности ќе продолжат по донесувањето на планот за управување со природно и културното наследство. Исто така, владата на вчерашната седница на предлог на Министерството за финансии ја усвои фискалната стратегија на Република Северна Македонија за 2020-2022 како стратешки документ кој се усвојува за период од 3 години и ги содржи среднорочните насоки и цели на фискалната политика, основните макроекономски проекции, износите за главните категории проценети приходи и расходи, како и проекциите за буџетскиот дефицит и долгот. Уште една информација од финансии. На вчерашната седница Министерството за финансии информираше и за подготовките за одржување на годишната средба на Холандската конституцијенца во рамки на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка од 21 до 23 јуни ова година во Скопје и Охрид. Овие средби се настаа на високо ниво кои се одржуваат еднаш годишно во една од 15 земји членки на Конституенцата и во Скопје и Охрид ќе пристигнат директори на ММФ и Светска банка, како и министри и гувернатори на народните банки од сите 15 земји членки. Повелете со прашања. Овие се кратко некои од заклучоците од вчерашната владина седница. Повелете. Вака само да го најдам конкретниот текст, за да не... Во врска со информацијата дека партиите на Унијата, односно ЦДУ на Меркел е против добивање датум во скоро време за Македонија и Албанија, значи ни треба коментар таков. Очигледно е вака, станува збор за председателот Гунтер Крихбаум на Комисијата за европска политика во Бундестагот, кој што вели дека додека се донесе одлука ќе стигне октомври, сигурно нема да има ништо. Значи, првото е коментар за тоа. Второто ме интересира да ми објасните кои се точните работни обврски на советникот на Заев Александар Ружин и зошто беше необходно да биде ангажиран. Првото и второ прашање ќе ви одговорам со еден одговор. Владата на Република Северна Македонија очекува извештајот на Европската комисија да биде позитивен. Значи, најпозитивен за нашата земја, бидејќи како сте веќе информирани, обврските како земја кои ги имаме во процесот кон интегрирање кон Европската Унија, големиот дел од тие се спроведувани, ние продолжуваме со спроведување, сите тие реформски закони, сите тие работи што ги имаме како домашна задача и очекуваме извештајот да биде најпозитивен. Може пред дополнување, односно Заев најави дека ќе оди ако треба и 10 пати кај Меркел и кај Макрон и каде и да треба за да успее да го издействува датумот. Очигледно е дека најавите се спротивни од очекувањата на премиерот, односно на владата. Треба да чекаме. Без разлика на позитивниот извештај. Ставот на владата, тоа што ви го кажав и претhodно и сега ќе го повторам, дека ние очекуваме извештајот да биде најпозитивен за нашата земја и Македонија конечно и да ги почне преговорите со Европска Унија.
Второто прашање беше во врска со советниците. Може да повторите прашањето ако сакате само. Зошто имаше потреба и необходност да биде Александар Ружин ангажиран и кои се точно неговите работни обврски како советник на Бенелукс? Какви комуникации има Македонија на дневно ниво со овие земји? Колку е необходно да биде тој баш Да, тоа? значи во канцеларијата на председателот на владата на Република Северна Македонија професионално се ангажирани 9 советници, 12 посебни советници и 39 надворешни соработници. Конкретно за име што спомнувате или друго име нема да навлегуваме, сите податоци ви се јавни на нашата веб страна vlada.mk. Сите информации што не се јавни, можете слободно да поставувате барање за информации од јавен карактер и одговорот ќе го добиете на време. Само уште кратко, веќе Повеле. на време на колегите. Може да ни споделите еве една придобивка од сите овие силни бројки на советници кои што се ангажирани, една придобивка за државата, што направили, што е она кое што благодарение баш на нив. Значи, се случило. надворешните советници ги именува председателот на владата на Република Северна Македонија. Како што кажав, сите податоци се јавни на нашата веб страна. Тие податоци што не се јавни, може да поставувате барање до владата, до нашите служби и навремено ќе ви одговориме. Во оваа насока исто така, има ли некаков критериум, систем на заслуги, механизам за отчетност, нивна за овие советници? Се подразбира, тоа што го кажав порано, ќе го повторам, дека надворешните советници ги именува председателот на владата на Република Северна Македонија и тие дават отчет пред председателот на владата. Јас ќе се навратам малку на темата. Повеле. Во однос на планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, се вели дека најдоцна во рок од 6 месеци од денот ќе влезе во сила. Што значи тоа во однос на дивоградбите кои во моментов се градат? Дали тие ќе бидат прекинати, дали ќе бидат срушени? Што е... Значи, до денесување на планот времено, ќе повторам, се прекинуваат постапките за издавање одобрение за градење и постапките за вклопување на бесправно изградените објекти. И времено се прекинуваат постапките за изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документации, како и постапувањето по донесените урбанистички планови, урбанистичко-плански и урбанистичко-проектни документации. Значи, привремено се стопира. Да. До денесување на планот кој треба да биде во рокот што го спомнавме. Значи нема да ги... Значи ќе се прекина до денесување на планот. Ако нема друго прашање, ви благодарам за вашето присуство. You find it for presence.